Што прави друго? Добри. По дома, живи, здрави. Супер. Сега. Кој што вети во претходното видео? Денеска ќе збориме, тоест ќе читам коментари на еден од најпознатите Instagram рилови во кој што сум вклучен и ја. Тоа е Instagram рил од подкастот на Дебели гикови, што го правевме у декември. Може да гледаш епизодата, имаш линк у description доле, ама откако ќе го изгледаш ова, не одма, после гледај, интересна епизода, збориме за многу ствари, вклучувајќи дизајн и едно и друго и се. И сега, нели, као што е ред, кога правиш, сега, малце маркетинг, фори, кога правиш рилови, кои што треба да привлечат внимание, или тако звани штипикурки, треба да направиш нешто што ќе го грабне твоето внимание, тоест вниманието на гледачот, и ќе те натера да кликнеш да ја изгледаш епизодата. Тоа се прави во некој краток сегмент од 15 до 60 секунди, од прилика. Тоа се прави, нели, со цел да луѓето се заинтересираат, ги заинтригира, малце ги заголица по браде тука, и да отидат на YouTube и да гледаат епизодата цела и да го сватат контекстот. Значи контекстот, разбираш, контекст. Сега, клипот е овој. Кој не го знае, е му го. Не земам 1000 евра плата, тоа што работи. Ја не земам 1000 евра плата, ја падам светло со бајлу у агенција, гасам светло вечер во агенција. Доаѓа дете завршил у академија, не сака да работи илустратор, не сака да работи индизајн, само фотошоп од 9 до 5. Вика, па плата сакам 1000 евра. И се вртам на директорот и викам, до мене ли е проблемот, бе? Ја малце пари да не побарав. Вика, не викам, дето, викам, не е нормално што бара, знаеш како. И ја му реков на крај на интервјуто, му реков, слушај, ако најдеш ваква работа, јави ми се, ја ќе дам отказ, ќе дам ќе работам со тебе. Најфирма што ќе плаќа и ја... Прво нешто. Марио од Дебели гикови, што го чекам да се јави да идеме у јато да пиеме. Пер, дај бе, ожеднев тука да ти евам, дај, зокине бара да ти. Марио добро го има и сецкано видео, за да створи таков бас, за да те заинтересира. Контекстот во овој клип е муабет од 2013 година. Сега сме 2026. Значи јас зборам за дете кое што дојде у 2013 година или 2016 усвари беше. 2016. Значи у 2016 година се случкава што ја кажам. А ако го гледаш цел подкаст, ќе ти стане јасно дека е тогаш. Ама на интернет, кога си, за тие што не знаат, на интернет кога си, има увек некој попаметен од тебе. Па макар бил и вулканизер. Макар менјал гуми, секоја чест за луѓето што менјаат гуми, а сакам да кажам, ја правам лого и работам графички дизајн 17 години, и таму некој си мртов анонимен пиксел, мене седна да ми објаснуе како тоа јас сум зборел лошо и како јас сум бил ваков или таков. Сега, затоа што постојат сите тие лоши коментари. А ја немам нешто многу контент за правење и не ми се ни прави у време сега. А ми се прават пари, решив да монетизирам хейт муавети од луѓе кои што пишуваат глупости. Значи, не им се нервирам, само им се смеам. Тоа се претежно на нешко луѓе без име и презиме или мажиња со заклучени профили на Инстаграм кои што не сваќам. Што си толку ти, бајо мој мистериозен да ти имам, да имаш заклучен Инстаграм профил као што криеш пичка ти матер да ти. Слики од Корсата од 94-та што ти е? Што криеш? Што е работа да ти имам? Нема врска. Па да идеме. Чекај, да го гледаме. Евро за ништо, ја ќе дам отказ тука и ќе работам под тебе, значи ќе дам чирак на тебе. Ете, значи, у 2016 година, кога платите беа релативно и помали за дизајнери, зборам и за сениори, и за джуниори, и за мид-левел, кога дојде тоа курле едно, што не работи ни фотошоп ни ништо, и он вика како јас сакам 1000 евра плата, а ја таму одам аргатам од сабајле до вечер, ја не зимав тогаш 1000 евра плата, ој курајберо вика јас сакам 1000, сакај брат, сакај. И за тоа се криви само
академиите што ги лажат децата. Никој друг не е крив. Да ни стане јасно на сите. Сега, ајде да читаме коментари. Меланија Бензо. Детето се цени за разлика од тебе. Што на некој без пари ќе му работиш и ќе палиш и гасиш светло. Меланија Патараковска, боже, факин, господе, друже, што ти е на устата, бе, си, боже, господе, ова од Дубај некоја, стопо, друже, ти ли најде да ми избориш мене за ценење на сам себе, бе, пичка ти материна, ти ли најде, бе, ти сама не се цениш себе, па цело време се ставаш у некој си филтри, ги пуниш устите со курови, и ти ми најде мене да ми едеш годно дека ја не се ценам сам себе. Јас се ценам ваков кој што сум, грд вака со со хеликоптерово, со грд брк, со скршен зуб. Јас си се ценам, си се сакам ваков кој што сум, бе. Гуско една. Бе, маму ти ебем. За греота човечел. Аје, принцес Генгстер до суша, do not follow me. Не планирам, сине. Пази колку мртви пиксели, значи она као, знаеш, пробува да те дотакне у срце тој некој мртов пиксел и као да е, сега ќе му пишам, ќе му еба мајката. Бич, ја што си јам кажано за себе. Секој сабајле што си кажувам за себе. Огледал колку се мразам. Твојот коментар не ме допира, бе, да ти емем. Плюс вака заклучени профили, што се криете само као пички некој, без име, без презиме, без слика, без ништо. Кој ви ебе матер, бе? На курневе ставам. Андоновски. Класичен фиропски кондом. Да се изразам културно. Кажи куртомбе, сине, бе. Кажи куртомбе. Шо се плашиш, бе, да ти? Шо се плашиш? Шо се плашиш? Кажи ми. Моето, ако ја не зијам евра, не зијам 1000 евра, нема ни ти. 333 лајка има синот. И тука имаш ЗК Ломбард, гледа овој каков и јас не би го ни примил. Ама сестра ти ке ме прими, брат! Let's fucking go! Ти мислиш ја не можам да вратам, нека ја немам прсти да пишам коментар, пичка ти матер! Бате, тоа будалите, бате. Види го, ево, заклучен профил. Мислиш, братот, тајните на универзумот ги чува дома да ти. Види го ЗК Ломбард. Cypress Hill Vivo. What goes around comes around. Го следат 137 едва 973 следи он. Да можеш да видиме кои се, а ако не се некој само снајки, што го шљака на нив, еве на. Гледај каков си ружен. Види, јас знам дека сум ружен. Свесен сум за тоа. Ја немам проблем со тоа дека сум ружен. Мојата ружноќа може да се смени. Да заработам некој, не знам, 100.000 евра, ќе станам Кристијано Роналдо, да. Ким Кардашијан ќе се направам. Твојата глупоќа како ќе ја средиме, сине мој. Тоа дали може некако да го средиме, дали со пари, дали со врски, дали со, не знам, со партија, тоа дали може да го средиме, бе, сине. Не е проблем мојата ружноќа. Јас знам дека сум ружен, таков сум, што да правам? Да го ебам. Тоа што си ти глупо тенеќе, тоа како да го средиме? Тоа што ти имаш право на глас. Разбираш? Тоа како да го средиме ни? Како да те тргнеме од гласачко тело? Зашто такви како тебе сме на ситуација во моментов кај што сме. I'm Sara Babe. Digital marketing freelancer. Тако звано незапослено. La Dolce Vita Forever. Добро, не е нормално еден човек да заменува четворица и нема живот, доаѓа прв си доаѓа за 700 евра, толку е плата продавачка во продавница која што работи 8 фиксни сати. Тогаш зошто некој инвестирал во фалултет, академија, едукација. Луѓе, почнете да се цените. Девојче, почни да пишуваш прво. Почни да научи да пишуваш. Ако си digital marketing freelancer,
и правиш печатни грешки да е инвестирал у факултет, онак знам зашто си фриленсер, тој зашто си незапослена, слајке. Управо си, иначе. Да, еден човек не треба да заменува четворица. Зашто не може да ги замени тие четворица. Тоа да, тоа ќе ти го дам, управо си. Браво. Ама, никој не рече дека еден човек заменува четворица. И не знам каде, дали некад си било вработено, девојче, у животов, да сватиш дека ништо не е толку утописки као што замислуваме, нели? Нормално дека секој дизајнер од време на време ќе работи и малце копирајт, и малце припреми за принт, и малце ова, и малце она. Од све нешто треба да фати, да помогне едноставно. Зашто тоа се вика fucking колегијалност, бе, знајке колегијалност. Значи, мора да му помогнеш на колегата. Зашто толку сте станати себични, што крај нема таа ваша себичност. И затоа сите сте фриленс артисти или што и да е да ти. Тоест, ако пишува мултимедија, не знам што како, зашто ти си само незапослен. Толку. Идеме следно. Чајч. Алек Мицковски. Баце, без се ова што го наброи, јас имам таа пара во Кам Маркет како магационер. Ако не се цениш сами од себе, само вака може да се јаде гомна. Секоја чест што си магационер у Кам Маркет. Секоја чест, браво. Алол да ти. Без тебе немаше да има у Кам ефтини производи. Фала ти. Ама да беше малце нешто поише. Ке го отвореше видеото на YouTube. Ке го изгледаше. И ке осватеше баце концептот. Затоа си само магационер у Кам да тебам, у гз да тебам ја тебе. Не бе друже, како вас ке работиме на една позиција таскови за уште 5 луѓе ке не плаќаат испод, нема другар тоа и ја тоа. Нема другар тоа и тоа работам, таа е платата што ја очекувам, ако не ви одговарам, барајте си некој што ќе ви одговара, ама се помалци и помалци се такви како тебе што работат све и свашто за ништо пари. Матеј, што работиш ти бе, сине? Покажи ми што работиш, покажи ми. Еви, покажи ми колка плата зимаш. Па ќе правиме муабет. И научи да пишуваш да тебам, у гз да тебам. Што сака да каже, ни самиот не знае. Биле Куновска. Бабо, иди бе по планини, што курми се ставаш мене на муаветов. Ајде сега да не те вреѓам да ти имам, бабата да ти имам. Постара од Господ си. Седи си мирна, глеј си таму планињето да ти имам, ајде. Што кур се ставаш да ти имам да пишуваш ти? Земете и го телефонот у гериатрија, у пичку матер. Бог да факинг чува. Джон Тейлор, GNR. Ако е позицијата графички дизајнер и знаеш само Photoshop, а не и илустратор и индизајн, доаѓаш без портфолио, бараш и јадарче, дали сега или... овој го гледал подкастот. Дали сега или пред 10 години, тотално е лудо. Сите 3 програми работат во синергија за таа позиција. А не е барано преку леп погача, например Premiere Pro или AE. Ја не знам што се тапшате по рамо дека си... Детет... Let's fucking go! Еден fucking нормален се појави, еј! Еден нормален се појави, браво! Браво! Верни другари! Се појави! Се испотив у пичку матер од возбуда! Нек иде живот! Еден нормален се појави да искоментира. Грли поп. Ако не си го цениш искуството, знањето и трудот,
и поминатите часови на работа. 3 точки. Мистерија! Со ми пишал нешто. Добро, и симпатична си. Ама си премногу мистериозна, грли поп. Слави поп. Whatever. Да видиме. Толку се коментари? Не, уште има. Нема шанси. Поради ваквите како тебе, платите во Македонија повеќе од 500 Добро? Славче со AI фотка и 0 постои. Не знам што да ти кажам. Добро, кај се толку се коментари, имаше поише? О, па добро, this reel has 33 comments. Види, вака, угловала. Дали у денешно време, еве сега, да збориме вака, другарски. Дали у денешно време 1000 евра е доволно плата? Не. Зборам за луѓе што имаат малце повеќе искуство. Дали за дете, кое што само што завршило кај Перо Бренстеро или кај да е премногу? Пресатуриран е маркетот и пазарот е пресатуриран. За да можеш ти да седиш, сине мој, и да се курчиш. Да кажеш, ја волкава плата, ја толкава плата. Не. Пазарот е преголем. Немаш право да кажуваш за тоа колкава плата треба да взимаш. Ги има уште, чекај, има уште. Јовица Смилевски, шуш. Јовица, да ми шушнеш на куров, сине. Толку може да ти кажа. Джолеристески мрш у ПМ. Само кај мајка ти може да отидам, Джоле. Еве, вака, сега малце, Спитфајер. Уште еден нормален коментар. Уште еден. Брат, па ја сигара ќе запалам. Ова е тотално со коментарите ја промашивте поентата на човекот. Фала ти, Бисера Бибам. Господ здравија ти да е натолкав. Браво. Добро. Ама гледаш, има, тоа ми се свија, што има малце надеж, дека има луѓе што размислуваат со главата, не им стои само за идење на фризер да ти емам. Браво, добро. Си се ценат децата и така треба. Те видам. Швицарска, твој живот Швицарска. Кул. Си се ценат децата и така треба. Децата треба да научат дека у делузија не се живее, брат. Прво нешто. Значи, тоа делулу не е со лулу. Да бидеме реални. Кој пари 1000 евра? Зборите за милион како прво дете, завршил факултет, не е дете. Ти ли си, бе, брат, тоа дете? Норма Кук? Не, све е затворени профили. Втора, ако газдите на фирмите ги договорат условите со клиентите за без пари, тоа воопшто не треба да водат фирма да... Кај се спомна тоа, дека за без пари се работело, бе, будало една неопеана. Пичка, види, мат. Бог да чува, какви кретени од луѓе постојат да ти емам. Седи дома и вака. Земи бе,
Одвој бе, саат време од денот бе, погледни нешто бе, научи нешто ново да тебам. Малце ќе бидеш попаметен. Одвој, пола саат да го ебам. Гледај некој подкаст, гледај некој документарец, нешто. Немој само на Инстаграм да седиш и да коментираш колку си најпаметен, ко некој твитераш, се понашаш да ти ебам. Дај бе, опрете се у тоа, гледajte бе, пизда ви материна бе, да ви пизда материна ебем. Бог да fucking чува. Инаку напорен лик како тебе, ишкртан, опа! Тетоважи сметаат! Добро? Не би ти издржал ни пола минута да ми се моташ. Кажи у која канцеларија си, ќе дојам у понеделник, пичичка ти материна ја твоја. Да ти се шетам вака ишкртан, вака ишкртан, Ишкртана наркоманчина! Пичка ви материна ненормална, неопеана. Андреј Иванов. Да те видам прво. Не бе не, сите имате заклучени профили, пичка ви матер, куриња едни. Абе, што криете бе куриња? Што криете по тоа профилчињата бе? Уставе вам ја ваша бе. Што криете по тоа профилчињата од мене? Тоа не ми е јасно бе. За жал, заради вакви странски фирми не подценуваат и не гледаат како држава во која што ќе најдат ниска работна сила која ќе работи се и се што, а реално квалитетот на работата од Македонија за споредба со останатите држави, каде исто работат и се... Ај малце, егото, калмате бич, калмате. Нас не ценат само зашто сме ефтини, за ништо друго. Тоа да бидеме реални. Дека ние работиме 150.000 пати боле од некој други, ќе си го видам куро да ни. Значи, ај да не збориме, да не влегуваме, не бра. Индиците се најпаметни, ама работат и најефтино и плюс се скамери. И затоа е така како што е. Ние не сме најпаметни. Ние сме на Господ Белјата. Какви има, добри сме, тоа го зборат за нас. Ние сме тие какви има. Да ни биде јасно на сите. Немој цаа со тие филмовите. Леле, ние што правиме? Свириме курца по цел ден, гледај коментарите. Еден нема 15 минути да одвои да изгледа видео да тебам. Значи нема стрпление, нема живци, нема концентрација. Не се живци, нема концентрација да изгледа еден подкаст и да ја свати поентата. А не па да му даеш документација да чита некаква светска. Збориме дали било Apple, Windows, Microsoft, а LinkedIn, кој да е голема корпорација светска. Coca-Cola, брендбук нема да може да прочита. Он ќе каже, јас знам бе, кој го е бе брендбукот, јас сум брендбукот тука. Дај бе, опрете се у тоа, гледajte бе, ненормални едни. Добро, имало јаселни коментари, бе, чекаме да ги лајкам, видев. Не ме нервирате бе, доста губам коса у пичку, мат, гледај денска се шишав таза фризура, нова бе, пази ова тука. Види го. Или на Патреон, пуштете парички за да си пресадам малце коса. Да бидам како еден човек шмекер. Шо толку занес во тебе бе, дечко? Кој си ти толку силен пристап и занесен во облаци? Омекни се малку. Омекни се, са шо? Мек сум беа бе, среќа. Оди трчај, не се замарај да, CEO of my life. Црно-бело. Интервју разговараме со Сашо Спасовски, трчај. Трчај бе, сине бе, трчај бе да си жив и здрав бе, секој е добро, све најдобро за тебе, само трчај. Трчај, бегај од проблемите да ти. Што курви се замараш на мене? Не те сваќа. Коп Хардар.
Нека бараат непалци, не идеме за Хрватска, Словенија и нагоре. Баки за Хрватска си иде само за да бидеш келнер, бе море, не дизајнер. Кого лажеш сега ти? У кол центар зимаат по 55-65 илјади. Добро. Ја не ќе да зборам на телефон, например. Така да... Знаеш, ша да ти кажам. И баба ми, Бог да ја прости, да имаше тркала, точак ке беше. Поентата на муаветот. У кол центар зимаат 55 и шо сакаше да кажеш ти со тоа персона една? Што кур сакаш да кажеш? Артан Шерифи, медиокритет и lowest of the low не е исто. Act original, don't act smart. Па тоа мислам дека Баки сам за себе треба да си го кажеш. Ако не ви чини работа за друг, отворете фирма и пробајте да обезбедите продажба и плата за вработените. Христо makes a good fucking point. Сите се јаки. Абе, да, шо бе, абе, шо сега, абе, да. Ела бе, брат, ми отвори фирма, отвори фирмиче, оди. Направи го фирмичето. Вработи ги сите што мислиш дека треба да ги вработи. Сите овие коментари што пишуваат, најпаметни бе, сите. Сите, вработи ги. И давај по 2000 евра плата. За да јадат гомна вака на интернет. Може? Може. И ја ми се, ја ке доам ке работам за тие пари. Иначе до тебе е проблемот, не вредиш ти 1000. Не вредам 1000, поише вредам ја и поише зијам. Ти, мртов пиксел изгубен у свемирот. Многу поише од 1000, среќо моја. За такви како тебе, бесконечно многу пари зијам. Има такви ретардирани коментари и само ретардирано треба да се одговара на тие. Баце, добро, автомеханик, тоа е тоа. И тоа е тоа. Од прилика многу ретардирани коментари има. Значи многу ретардирани коментари има. На интернет. И секој е попаметен од тебе. Ти текно е. Значи ти џабе работиш твојата работа 100 години. Ја у конкретно случај 17, џабе работам работава, џабе сум у индустријава 17 години, а не ногти ефтино, ке дојде и ке ми каже дека ја не треба вака да си ја работам мојата работа. А не, иди бе бруси ногти, не јади гомна да ти јам сега. Преку куров. Само се нервираш. Пичку матер да ти јам, ајде дај. Опрајте се у главите, значи. Послушајте, имате време, стабилизирано малце и гледајте ги стварите до крај, од почеток до крај. Значи, ако паѓате на штипи кур провокации, до вас е проблемот. Не е до мене проблемот, не е до дебели гикови проблемот што го направи Рило таков. До вас е проблем. Вие паѓате на најситни провокации, паѓате и покажувате колку сте глупи, управо светло покажувате колку сте глупи и колку сте ретардирани. И никој друг не е крив за ништо. А тоа е тоа за видеото. Вечерва е колот со ГД Френк, така да ќе се слушнам вечер со човекот, ќе го направиме видеото со интервјуто, се што треба и се тоа. Лайк, шер, сабскрајб, петче на Патреон за батко ти пушти ако имаш, и тоа е тоа. Се гледаме у наредно видео. А вие што коментиравте лоши ствари, еви го. Nate Diaz in the house, motherfuckers!